Демократската унија за интеграција има доставено предлог за усвојување на одлуката за распределба на за распуштање на овој парламентарен состав. Минатото на Република Македонија уште од моментот на нејзино осамостојување до сега докажува дека развојот на демократските процеси бара и донесување на големи и смели одлуки. Искуството и нашата демократска традиција покажуваат дека Македонија, како земја со демократија во развој, со сложени односи помеѓу етникумите и разните лингвистички групи и е потребно донесување со пошироки и сеопфатни консултации. Овие начела, кои што се дел од Охридскиот рамковен договор и нашиот правно-политички систем, ја наметнуваат потребата од постојан и суштински диалог за темите од особено значење, меѓутоа и за постигнување на еден етнички и политички консензус во однос на нив. Во текот на овој период бевме сведоци дека имаше и позитивни примери со кои што се докажа дека политичките елити и државните елити има донесено такви битни одлуки за иднината на земјата. Меѓутоа, за жал, имаше исто така и моменти кога отсуствуваше готовноста за диалог, при што како последица имаше и стагнација на демократските интегративните процеси. Демократската унија за интеграција со незините идеи и опции секогаш докажувала дека во прв ред се за неа интересите на граѓаните и државата. Ние исто така сме докажале дека кога имало потреба од диалог и компромис, секогаш сме се издигнале над партиските интереси. Во периодот што го оставаме зад нас, Демократската унија за интеграција промовираше став дека на земјата е потребен консензуален претседател кој што ќе биде прифатлив и легитимиран од мнозинството граѓани на Република Македонија. И за прв пат една албанска политичка партија направи една политичка понуда која што всушност ги предизвика сите поголеми политички субјекти во земјата. Академската елита, медиумите, граѓанското општество, колумнистите во текот на минатиот период активно ја третира оваа политичка идеја, ги разгледува аргументите за и против. Денес, со гордост констатираме дека сите докази против идејата беа неиздржливи, незасновани врз објективни факти и воопшто не беа искрени. Тие беа инспирирани единствено од тенденцијата да се спротистават на една политичка идеја која што конечно би го запечатила државотворниот идентитет на албанците во Македонија. За жал, како последица, оваа наша понуда не беше сериозно третирана, прифатена и ниту еден политички субјект не се осмели да даде позитивен одговор на оваа идеја. Изразуваме загриженост или жалење затоа што политичките субјекти се уште не се подготвени за еден таков голем и визионерски чекор. Политички чекор. Во меѓувреме ние ќе продолжиме со негување и зајакнување уште повеќе на оваа наша идеја затоа што ние веруваме дека оваа понуда е во интерес на земјата. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, господине Неџати Јакупи, вие тоа што ние вчера на вчерашната пресконференција го соопштивме во името на НСДП, само денес го реализирате. И јас затоа сакам на почетокот, во првиот дел од мојот говор, на многу едноставен јазик, да можат поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија да го кажам тоа што вие практично една година наназад Никола Груевски, Али Ахмети, ВМРО ДПМН и ДУИ сте го договорили. Почитувани граѓани, денешната седница за распуштањето на собранието и предизвикување на предвремени парламентарни избори и нивно одржување, заедно со вториот круг на претседателски избори, е завршница од фингерајот и сценариото на Али Ахмети и Никола Груевски. Има една серија на босанската телевизија, се вика Балкански превари или Балкански прелюбници. Мислам дека Канал 5 ја пренесува. Каде што неверствата јавно се разоткриваат, а преварантите пред камерите кажуваат кој кого преварил и кој кого изневерил. Денес, после 6 години заеднички брак помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, во јавноста преку оваа седница, а во договор помеѓу Никола Груевски и Али Ахмети, на крајно проведен и прозирен начин, ќе го реализираат завршниот чин на измамничката тактика на ВМРО ДПМН и ДУИ.
спроведена секако од главниот јунак, негативецот, најголемиот послушник Трајко Вилјановски, кој што за жал по него не успеа да се наметне во ДУИ како консензуален кандидат за председател. Сите услови за серијалот Балкански превари се исполнети. Има камери, има новинари, прељубниците се присутни и од едната и од другата страна и представата може да почне. Прв чин, ДУИ бара консензуален кандидат за председател на Република Македонија и така го лаже собственото членство. Втор чин, ВМРО ДПМН будно ја следи ситуацијата, демек не се согласува со таа идеја. Никола Груевски вели, не даваме никој да не уценува, па така лажејќи го собственото членство, ќе го открие најголемото чудо или најголемата прељуба од Али и од ДУИ, дека барајќи консензуален кандидат за председател, сакаат да ја дестабилизираат Република Македонија. Види чудо. И на крајот, во третиот чин, во таа преварантско прељубленичка епизода, Али Ахмети го повлекува единствениот потек кој што му оди во прилог на Никола Груевски, давајќи согласност за одржување на предвремени парламентарни избори заедно со вториот круг председателски избори, што практично условно кажано, вредноста на албанските гласови ќе биде нула. Или поточно, албанските гласови воопшто не можат и нема да влијаат во обезбедувањето на минималниот цензус за избор на председател на Република Македонија од законски предвидените 40%. Излезноста на парламентарните избори сите години наназад се движела од 65 до 75%, што практично значи дека цензус за избор на председател на Република Македонија ќе биде обезбеден без притоа воопшто да не е важно дали ДУИ ќе ги бойкотира или нема да ги бойкотира председателските избори. И тоа е факт. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и ДУИ 6 години се заедно во брак во владата. Запослуваат партиски членови, и едните и другите, потоа и ги уценуваат, впрочем. Сите закони заедно ги предлагаат и заедно ги гласаат. Сите тендери пола ги делат за тендер бек и овој нашиот македонски бек да можат да бидат и подмирени и задоволени. Договорот е направен многу одамна. Тиме на решавање на хашките предмети, јас тебе поддршка за реализација на сите глупости кои што може да ги смисли еден политичар и една политика во функција на разнебитување и поделба на државата, предизвикување на вештачки кризи во функција на поттикнување на национализмот, контролирана нестабилност преку фингирани инциденти помеѓу македонци и албанци, промена на македонската историја, уништување на медиуми, рушењето на основните граѓански права и слободи, плячка на македонското богатство и плячка на граѓаните на Република Македонија. Најголемиот патриот Никола Груевски им ги подметна хашките предмети да ги решат пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН. Или поточно, гордите послушници и лажните патриоти во собранието, кои што заради мениците за послушност им е одземено правото да размислуваат и расудуваат по собствено убедување, за да денес Али Ахмети и ДУИ ја покажат својата благодарност со давање на согласност за одржување на предвремени парламентарни избори во вториот круг на председателски избори и директно му помагаат на Никола Груевски преку излезноста за парламентарни избори да обезбеди цензус и за председателските избори. И на тој начин, почитувани граѓани, македонци, албанци, Ѓорги Иванов практично може да се заклучи дека е заеднички кандидат на ВМРО ДПМН и ДУИ. Ке ве подсетам само на еден пример од бракот од интерес помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, кога преку едно добро осмислено сценарио за контролирана нестабилност во Република Македонија, кога ВМРО ДПМН навечер градеше црква на Калето, а преку ден високи функционери на ДУИ истата ја рушеа. Полицијата, како во театар, го следеше целиот настан, па се случи заменик министерот за внатрешни работи од редовите на ДУИ на учесниците во инцидентот да им ги вади лисиците. Како вистински и жестоко интервенира полицијата, почитувани граѓани, представници на медиумите, почувствувавме сите ние заеднички на 24 декември ланската година.
Ваквиот стил на владење на партнерите во владената коалиција не треба и да биде изненадување кога приоритет во агендата на двете партии не е Македонија во НАТО, не е Македонија во Европската Унија, туку се тендерите и поделбата 50-50 или 50-50. Мала група на луѓе околу премиерот и до него блиските, сигурно е така и во другата страна. Уживаат во благодетите на власта, заработуваат многу пари, а едни и исти луѓе и фирми добиваат милионски тендери. 500 милиони евра пари на граѓаните, со ваша поддршка, ги туривте на неколку стотина квадратни метри во Скопје на плоштадот, во најкриминалниот проект Скопје 2014, во згради и споменици. Народот гладува, а вие се изживувате. Го силувате центарот во Скопје, трошите народни пари и око не ви трепнува што народот го доведовте до просечки стап. Ветивте брз економски развој, многу демократија и европска политика, која беше спакувана во скапи реклами со многу елементи на криминал. Впрочем, ветивте и 8 милиарди странски инвестиции. Ветивте портокалова револуција. А портокаловата револуција во Република Македонија инсталираше општество во кое нема дебат. Преку пресконференции се создава атмосфера на страф и закана за секој оној кој ќе се дрзне да го искритикува и Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Политичките конкуренти се жигосуваа како странски платеници и предавници. Партијата директно се заканува на новинари и колумнисти, а ги заштитува нивните насилници и мегафони. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН одлучува за се. Кој ќе оди во притвор, кој ќе оди во затвор, кој ќе биде пуштен од притвор, кој ќе биде исто така пуштен од притвор и кој ќе биде прогонуван, жигосуван, без никакви аргументи, преку скапите реклами во медиумите, преплатени и финансирани од буџетот на Република Македонија. И без притоа да се има минимум чувство на грижа и совест дека се работи за човечки судбини. Случајот на Кежаровски, Шиповиќ и многу други се доказ за ова за кое што говорам. После мега финансискиот скандал со непријавени станови на високи функционери од ВМРО ДПМН, најверојатно истиот тој извршен комитет одлучува и кој колку станови ќе добие во така наречената зграда на ВМРО ДПМН или на адреса Димитар Мирчев. Најстрашно од се е што наместо демократско инсталиравте помаровско општество. Заради се ова за кое што говорев, коалиционите партнери ВМРО ДПМН и ДУИ одлучија да си помогнат еден на друг и да ги спојат предвремените парламентарни избори со вториот круг на претседателските избори за Ѓорги Ибанов да биде заеднички кандидат на ВМРО ДПМН и ДУИ. Да се создаде хаос со поклопување на изборната кампања и повторно да се обидат, наместо како што е во сите демократски општества, исходот на изборите да зависи од гласачите, тие сакаат повторно, како и во сите изминати изборни циклуси, и овој пат, наместо гласачите да одлучуваат бројачите. Ние, почитувани граѓани, веруваме во искреноста, веруваме во умешноста, веруваме во освестеноста на граѓаните на Република Македонија. Дека на овие претседателски избори и предвремени парламентарни избори ќе знаат да го дадат гласот на вистинската страна. И бидејќи говорен за превари и преваранти, така сакам и да завршам оваа моја дискусија. Почитувани граѓани, представници на медиумите, на оваа слика можете да го видите премиерот Никола Груевски и Зоран Ставровски во друштво со во овој момент најголемиот светски преварант Субрата Рој. Човекот кој што требаше Македонија да ја претвори во Дубај. На оваа втора слика, почитувани граѓани, представници на медиумите, истиот овој преварант, кој што е впрочем и најдобриот другар на Никола Груевски, Зоран Ставровски, помина така како што помина пред самиот чин на влегување во Врховниот суд, каде што ќе му се суди, како во секоја нормална држава, за одреден криминал. Мастилото на телото на Субрата Рој, граѓаните на Индија одлучиле дека тој е пристапот како да го казнат за сите превари и 4 милиарди долари кои им ги дужи на граѓаните на Индија. Затоа, почитувани граѓани,
Сметам дека Никола Груевски, сите пратеници од ВМРО и коалицијата, в раководството на ВМРО, зошто да не и симпатизерите и сите оние кои што го поддржуваат ВМРО ДПМН, дека на следните председателски предвремени парламентарни избори треба на истиот начин на Никола Груевски и на раководството на ВМРО ДПМН на ист начин да му истурат црно мастило во знак на протест на се она што направија за Република Македонија. Не разнебитивте, не раскаравте и Македонија меѓународно ја изолиравте. Република Македонија е демократска држава во која што суверенитетот извира од граѓаните. Република Македонија е држава во која демократијата ја гарантираат и со себе ја носат сите нејзини граѓани. Нема поголема демократија од тоа граѓаните да одлучуваат за својата иднина. Денес, овој состав на Македонското собрание ќе направи и ќе спроведе највисок степен на демократија. Ќе им дозволи на граѓаните пред време да одлучуваат за политичката иднина на државата, односно ќе го провери легитимитетот, довербата и исправноста на политиките и визиите на партиите учесници во политичката битка. Нема поголема демократија од тоа граѓаните да одлучуваат на непосредни избори. За нас од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија никогаш немало дилема дали граѓаните носат правилни и вистински одлуки. Некој друг постојано се сомнева во одлуките на народот, ја подценува неговата волја и никогаш грешката не ја бара во себе, туку за виновници, зошто не добиваат мнозинство и победа на избори, секогаш ги избираат граѓаните. Се сеќавате како политичкиот ментор на актуелното раководство на СДСМ велеше: народот е во право дури кога греши. Каква ароганција и непочитување. Ние веруваме дека граѓаните се тие кои секогаш ги носат најмудрите и најисправните одлуки. Пред време, пред завршување на мандат, да се понуди демократијата назад кај граѓаните е цивилизацијска придобивка за секое мнозинство. Ние нема од што да се плашиме. Ние сме подготвени во очи да го погледнеме секој граѓанин и да ја побараме одново неговата доверба, да го убедуваме со бројните аргументи, проекти, дела и реформи кои се зад нас, но и да го увериме дека сме свесни и за собствените грешки и дека ќе работиме сериозно да ги исправаме, но и дека сме на вистинскиот пат и доаѓа времето кога одново заеднички ќе се гордееме и ќе создадеме новите успеси и подвизи за Македонија. Многу се работеше изминатиот период, има доста резултати. Разликата од се предходно е очигледна, но има уште многу да се работи во иднина, посебно сега кога патот е трасиран, кога почна големи инвестиции во сите области, кога почна сериозни отварања на нови работни места, кога доаѓаат конкретните резултати од сите наши напори. Затоа ние сме свесни дека народот знае да препознае што е вистината, а што е обидот на опозицијата да направи граѓаните да се сомневаат дали пред себе го гледаат новиот стадион, училишта, сали, фабрики, болници, патишта, булевари. Опозицијата сака да ги убеди сите дека проектите не постојат, туку дека се е лошо и погрешно, дека народот не знае да препознае. Ако во изминативе 3 месеци ги гледавме секој ден пробите, денеска дојде на ред и долго очекуваната представа. Дури не е ни премиера. Истиот потек, истите играчи, истите мотиви. Седница за распуштање на парламентот и предвремени парламентарни избори. Истот сценарио воспоставено од кога ВМРО ДПМН на власт во овие 8 години. На денешната седница најмалку 2 работи ќе бидат вистина. Не сметајќи ги говорите на Силвана Бунева и Неджати Јакупи. Првата е дека граѓаните повторно ќе бидат учесници во предвремени парламентарни избори. На ист начин како во 2008-та, како во 2011-та, така сега и во 2014 година. Факт е дека ВМРО ДПМН и ДУИ не сакаат до крај да завршат ниту еден цел 4-годишен мандат, од едноставни причини. Не ги реализираат ветувањата дадени на претходните избори. На овој начин партиите на власт, ВМРО ДПМН и ДУИ, не се водат од државните и интересите на граѓаните, туку исклучиво од своите партиски и бизнес интереси. Просто кажано, тие денес вршат обид, повторувам, обид, далеку од извесен успех, да со корумпирана и политички насилна кампања ги пресретнат своите опаѓачки рейтинзи, губењето на довербата и огромното незадоволство на народот. Без разлика што математиката на власта
е единствениот фактор за предвремени избори, логично и легитимно е да се констатира дека други сериозни и вистински причини за предвремени парламентарни избори нема. Секако, ако не слушнеме дека заради украинската криза или пак немирите во Венецуела, ние одиме на избори, што не би ме чудува да го кажете овие од ВМРО-ДПМН. Впрочем, и со ова варење на виделина излегуваат лагите на ВМРО-ДПМН. Цело време велат дека Македонија е водечката економија во Европа, тече мед и млеко, не се заложувале, ама граделе и така натаму, за да на крајот велат има криза во државата и мора да одиме на избори. Ако некој воопшто има дилема, тврдам дека нема, ве убедувам дека лажат и манипулираат и во двете работи. Ниту кај нас се живее добро, ниту пак има вистинска политичка криза во власта. Ако мислиме дека е неизвестна иднината, да се послужиме со минатото. Груевски во 2008 година повара и доби предвремени избори и повара 62 пратеника. И народот му ги даде. Што е резултатот на тие избори? Коалиција со ДУИ, криминалниот проект Скопје 2014, Македонија на слеп колосек пред ЕУ и НАТО. Во 2011 година истото. Груевски си распише избори, повара 63 пратеника. Народот не му ги даде. Како што тоа нема да се случи ни овој пат. Што е резултатот на тоа? Коалиција ВМРО-ДПМН дои повторно, а Груевски доби, не сметајќи ги пратениците од диаспората вредни еден автобус гласови, 53 пратеника. И што беше резултатот на овие избори? Амнестија на хашките случаи, концесии за албанскиот јазик во собранието, употребата на албанското знаме, политичкото насилие кулминирано на 24 декември 2012 година, уништување на медиумите, голем број на политички затвореници во затворите. Македонија уште подсврсто остана на слепиот колосек на ЕУ и НАТО, со се помалку граѓани дома, со огромна економска миграција, со повеќе осиромашен народ. Или со други зборови, со секој предвремени избори, барем досега, важи правилото. Заради политичките договори и тендери на ВМРО-ДПМН и ДУИ, Македонија плаќа. Нивната фактура ја плаќа народот и државата. Која е следната фактура? Ако воопшто дозволи народот за неа секако, ќе видиме наскоро. Токму тоа е втората вистина денес. Ова сценарио е полого време подготвувано и планирано, договарано, со стриктно поделени улоги. Или народски, веќе видени сана бана. Ти мене Сердаре, ја тебе Војводо. Од истите играчи. И со наслов и со повод, договорено и се спроведува нов ефтин филм на лажен националистички и квази патриотски конфликт помеѓу владините партнери. И обид за гола прераспредоба на тендерите, вработувањата и криминалните бизнес сфери и интереси. Неколку месеци наназад бевме сведоци на етнички мотивирани мини конфликти, од веќе видените тепачки по автобуси, во кои страдаат невини малолетни лица, до фантомското поставување, па после и кршење на споменици на тугите херои, заклучно со смешната и патетична кавга, и денес ке слушаме, за измислен консензуален концепт. И народот не поверува на сето тоа. За оние постарите, се тоа е како изјавата на босанскиот војник на ЈНА, кој на почетокот на Југословенската војна, одговарајќи што прави во Словенија, изјави: тие као сакаат да си одат, ние као не им даваме. Баш така. Дуи Божем нешто бара, а ВМРО-ДПМН Божем нешто не дава. Секако ќе се согласите дека навредувате интелигенцијата на народот, ако мислите дека некој ви верува, дека навистина се карате околу фотелјата или уште помалку околу ликот на Ѓорги Иванов, кој има слика, ама нема тон, како од времето на немите филмови на Чарли Чаплин, председател управуван со далечинско од зградата на Линденска безброј. Во целото оваа фарса ниту едните, ниту другите не ги достојуваат граѓаните со најважната работа за еден политичар, а тоа е вистината. Кога Груевски ќе изјави дека ДПМН не подлегнува на уцени, очекуваме да кажат кои се тие. Што го оценува ДУИ? Ако го оценува? Со барање за оваа невидлива позиција за председател на собранието? Со функции во МВР? Со некои трети работи? Ке го слушнеме ли Груевски да излезе во јавноста и класично да ја осуди најавата на ДУИ за бојкот на председателските избори? Нешто што не се видело и чуло владина партија, организатор на кампања, да бојкотира избори, а да учествува на други. Или Груевски ќе молчи, затоа што и тоа е дел од сценариото, договорено со него.
Ако не кажете што е таа наводна уцена, ќе сметаме дека уште по кој знае кој пат ја манипулирате и лажете јавност. Дополнително, Ахмети ќе изјави дека ако не се помрднеме на патот кон ЕУ и НАТО оваа година, ќе има повторно предвремени избори. И тоа ви е договорено. Да си играте мајтап со цела држава, како ќе ви текне. И најважно од се, што тоа тајно прави Груевски во преговорите со Грција? Што е тоа што Ахмети го знае? Ние не го знаеме и народот. А ако не се реализира, пак ќе има избори оваа година. Дали тоа значи дека Груевски тајно, под маса, разговара и преговара за македонскиот национален, историски и културен идентитет, јазик и секако име и треба да испорача договор на штета на Македонија само за да задржи фотелјата? Кратко и јасно. Ниту Груевски, ниту било кој друг нема право, ниту пак мандат од народот да преговара за македонскиот национален идентитет и историска, културна и јазична засебност. Затоа јасно ве прашуваме, дали е тоа новата, најскапа фактура? Бидејќи за останатото, за вашата технологија на владење ни е сосема јасно, додека во јавноста лажно се представуваат едните како Александар Македонски, како што би рекле вие од ВМРО-ДПМН, војнот на конј, а другиве се Скендербек, тендерите фрчат и се делат без пардон во 4 очи. Вработувањата ги делите на лото на телевизија, судеите си ги делите како сликички од фудбалско првенство, за да ги задоволуваат вашите бизнес интереси, им даваат пари на навредениот премиер и министерки и најмногу од се, за да политички затварате опозиционери и новинари. Додека глумите националисти во ова така наречено собрание, во еден ден поминувате 150 закони, секако онака братско и сложни. И затоа клучен проблем во Македонија е неуспехот на владата да го почитува во целост владењето на правото, при што ги поистоветува државните со партиските активности, се меша во судството и во медиумите и селективно ги гони политичките противници, а на високо ниво и корупцијата во владата, ќе констатира американскиот State Department. И ќе додаде дека судскиот систем е подложен на политичко влијание, дека судските процеси се пролонгираат, а судството го карактеризира и корупција. Кратко, јасно, директно, вистинито. Почитувани граѓани, во кинеското знаковно писмо постои еден знак за два поима – криза и шанса. Денеска во Македонија нема класична политичка криза, но се раѓа јасна шанса. Шанса за промени и подобра Македонија од оваа. Се раѓа нова и огромна шанса за подобра економија, која нема безобразно да го уништува бизнисот и да ги задолжува генерациите. Се раѓа шанса за враќање на личниот мир и спокој, за слободата и безбедноста, за Македонија како социјална и праведна држава, а не држава на социјални случаи, емигранти, азиланти и обесправени луѓе. Се раѓа шанса конечно, после многу години, да се казнува криминалот и корупцијата, да се направи разлика помеѓу политичарите кои се честни и оние кои се криминалци и неодговорни, се раѓа шанса да се извршат промени кон подобро. Оно што го прави ДПМН со епизодна улога на ДУИ е веќе видено, прочитано и со факти докажано дека не донело и нема да донесе ништо подобро. Напротив, кога ќе се видат вистинските мотиви на ВМРО-ДПМН, може да биде само полошо. А времето си лета. Постарите и болните заминуваат од овој свет, а помладите кога ќе завршат средно училиште или факултет заминуваат од државата. И што е животот денеска во Македонија под ваше водство? Растурени или поделени семејства, сиромашни и раскарани граѓани, поделени по сите основи, секако заради консензуалната, тендерска и лажно патриотска коалиција на власт. Но сите се обединети во едно, бидејќи празните стомаци, оче и апатија, сиромаштија и мака, се идентични подеднакво и македонски, и албански, и турски, и ромски, српски, влашки и бошњачки, и православни, и муслимански, и католички. Народни за сите, освен секако за врхушката во ВМРО-ДПМН. Сите ние не смееме да заборавиме никогаш дека како политичари постоиме само заради нашиот народ и заради ништо повеќе. Ние сме и мораме да бидеме дел од тој народ, да работиме за него и да му помогнеме. Македонија заслужува подобро, Македонија заслужува председател, Македонија заслужува подобра власт од оваа вашата. Македонските граѓани заслужуваат избор, фер и честен надпревар на идеи, проекти и кандидати. До сега тоа не било случај. Дали ќе биде поинаку нови избори, допрва ќе видиме. Ако денот се познава по утрото, шансите за тоа се минимални. Иако консензуално донесен, власта од првиот ден не го почитува и го крши изборниот закон.
користејќи и коруптивните елементи, заплашување и притисоци како механизам да го спречи својот опаѓачки рейтинг. Впрочем, ќе се одржат избори со две различни кампањи во различно време, па исто време, со бројни правни противречности и неусогласености. Власта не си ни обиде да одглуми нивно решавање. А што може да се очекува од власт која судските одлуки ги пишува во штабовите, а своите подписи на документите ги нарекува тоалетна хартија? И овој пат ДПМН го прекрши договорот кој самата го предложи и повторно ќе се избираат пратеници од диаспората со гласови колку патници во еден автобус. Во вашето лажно договорено тендерско и националистичко сценарио на ДПМН и ДУИ, следено со нецелосната реализација на договорот за вистински и заеднички фер правила во изборниот закон, во делот на правните контрадикторности и концептот за гласање на диаспората, СДСМ не беше дел. Но убедени сме и веруваме во тоа дека можеме заедно со граѓаните да видиме решение. Ке гласаме за предвремени парламентарни избори, сметајки дека сега е неопходно и нужно граѓаните, како врвни и единствени судии, да ја казнат играта на ДПМН и ДУИ, оваа должничко-доверителска коалиција, во која заради функции и тендери во залог се ставаат сегашноста и днината на државата. За нас ниту една пратеничка или министерска фотелја не може и не сме да биде поважно од граѓаните и државата од нивниот подобар живот. СДСМ ќе учествува на предстојните председателски и предвремени парламентарни избори. Нудиме алтернатива за промени, за подобро, за поарно. И ќе се бориме докрај и ќе ја бараме довербата од граѓаните. Како казна за оваа ваша власт, но уште повеќе. Како шанса, како ветување, како обврска и подготвеност од наша страна. Со нашите проекти, честни и способни кадри, да ја направиме Македонија подобра од досегашната. За сите граѓани, без исклучок. Вашата игра денес завршува. Од денес, граѓаните се на потек. Со своите 30 секунди, со својот глас за подобра Македонија, со мирна и чиста совест, без страф и притисоци, зад параванот да избираат за себе, за да изберат подобри политичари за подобра Македонија. Да ни е вечна Република Македонија.